Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Зголемениот број на случаи на листериоза во Македонија во последните 6 месеци повторно го актуализира прашањето за безбедноста на храната што секојдневно ја конзумираме. Институтот за јавно здравје апелира до граѓаните да бидат внимателни при изборот на храна, особено во летниот период, а до институциите да ги засилат контролите и редовното лабораториско тестирање. Дополнително загрижува драстичното намалување на бројот на анализирани мостри од 3640 во 2014 година на само 357 во 2023 година. Посебно внимание заслужуваат прехранбените производи кои се продаваат на отворените зелени пазари. Мајонез, млеко и млечни производи, месо, риба и разни колачи и сладки што често се нудат по невообичаено ниски цени. Тие привлечни цени секако може да бидат примамливи за купувачите, но пред да се купи таков производ вреди да се запрашаме зошто е толку ефтин производот. Ниската цена најчесто значи отстапка од условите за чување, хигиена или рок на траење. Овие производи бараат строги температурни и санитарни услови, а кога тие не се обезбедени, ризикот по здравјето е сериозен. Внимавајте и при изборот на овошје, зеленчук и останати прехранбени производи. Проверувајте до кога важат производите, дали се видливи и читливи датумите. Избегнувајте неозначени, прекумерно ефтини или производи на кои има залепено повеќе цени една преку друга. И проверувајте дали е отворена или оштетена амбалажата. Секако не заборавајте, цената нека не ве лаже, здравјето е најскапо. Наше е да провериме, а на институциите им останува да обезбедат транспарентен, редовен и доверлив систем за контрола на храната, што стигнува на нашите трпези. Од црвена линија порачуваме: пред да купиш, размисли. Ефтината храна што се продава на несоодветни места може да чини многу скапо. А темата за денеска е листериоза, небезбедна храна и се помалку контроли. Дали храната што ја купуваме секој ден е навистина безбедна? Сега ќе ви укажеме и на денешната анкета и верувам дека секој од вас што поскоро ќе не заследи на Инстаграм би сакале навистина на ваков начин да го креираме јавното мислење преку вашите одговори, односно учеството во анкетите на црвена линија. Најнапред заследете го профилот на црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм, а потоа и на двата профила кликнете на Инстаграм стори. Еве што ве прашуваме денес. Дали го проверувате рокот на траење при купување храна? Верувам ќе можеме да го покажеме, односно прозорчето, најверојатно не, но одете на Инстаграм, тоа е најважно, побарајте профил црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Дали го проверувате рокот на траење при купување храна? Тоа е оно што ве прашуваме. Имате две опции за одговор, две полиња за клик. Едното е со одговор да, другото со одговор не. Кој е вашиот одговор? Кликнете на полето, ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите кон крајот на црвена линија. А пред да почнеме со дискусијата и со вклучување на вас, почитувани мои, да го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. 3 потврдени случаи на листериоза во изминативе 6 месеци го вклучи алармот на Институтот за јавно здравје да упатат апел до граѓаните да бидат внимателни со храната која ја конзумираат, но и да упатат апел до надлежните институции да ги почитуваат критериумите за редовно и соодветно тестирање на истата. Според доктор Кочински, важно е особено во летните месеци, но и во текот на целата година соодветна проверка на храната и високо ниво на лична хигиена. Буквално секоја храна може да биде заразена. Тука најчесто се месото, месните производи, но и млекото и млечните производи, свежо овошје, зеленчук, риба, така да има доста храни каде што може да биде. Конзумирањето на пастеризирано млеко, проверките на храната, тоа е она најбитно што е како и за другите цревни заболувања, па така и за листериозата.
Според директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Антоновска, загрижувачки е фактот дека во одредени случаи се намалува бројот на анализи во нивната лабораторија и се доведува под знак прашање кои се критериумите и каде се проверува дали јадеме безбедна храна. 2014 имаме 3640, во 2023 година имаме 357. Тоа е вака драстично намалување на мострите кои што се испитуваат во институтот во однос на ќе кажам, ова се однесува само на делот кој што го добиваме од надлежните институции кои што имаат инспекциски служби. За Бошко Стојковски, кој е ангажиран во секторот за инспекцијски надзор при Агенцијата за храна и ветеринарство, без дилема сите испитувања се прават во лаборатории со акредитирани методи и се инсистира предност да имаат државните институции, меѓу кои се и Факултетот за ветеринарна медицина и Центрите за јавно здравје. Но кој е критериумот во која лабораторија самите инспектори ќе ги однесат мострите за испитување? При официјални контроли на инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство, изборот е на самостојниот инспектор кој што има право да ги однесе во која сака лабораторија, но мора да бидат со акредитирани методи извршени лабораториските испитувања. И кога би направила одредена анализа, дали повеќе се носат во државните надлежни институции или пак во приватните лаборатории? Според моите сознанија, повеќе се носат во државните лаборатории. Во меѓувреме се реализираат мониторинг планови и програми каде што преку јавни набавки лабораториите ја имаат можноста да аплицираат на јавниот повик и со најниската цена која што ќе достигне, таа лабораторија ги добива и тие испитувања за кои аплицирала, додава Стојковски. Сега на потек сте вие. Тоа значи дека за да учествувате во црвена линија доволно е да го завртите нашиот веќе добро познат број 02-307-0005. И ве замолувам секако да имате во предвид задолжително да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот. Од проста причина да не се трошат секундите кои што се 90 за едно јавување на тоа дали добро се слушаме или да имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, така да ете тоа е едно исклучително важно техничко правило. Кога сме кај техниката, сега е веќе подобро, па повторно ќе ве префрлам унаму каде што очекуваме да не заследите и секако активно во секоја една тема и прашање на црвена линија да земате активно учество. За денес на Instagram стори на профилите на Црвена линија и Телма телевизија, Црвена линија го постави следново прашање, а тоа е дали го проверувате рокот на траење при купување храна. Ќе видиме дали ќе може да го покажеме, да ја покажеме анкетата. И секако не заборавајте, во ова денешно издание на Црвена линија очекуваме да ве слушнеме пред се како потрошувачи. Секој од нас пазарува и не е мал бројот ниту на луѓе кои што привлечени нели од цената пазаруваат и на пазарите кои што продаваат ризична храна на високи температури, која што лесно може да биде расиплива и секако да има фатални последици по здравјето на потрошувачите. Секако дали ги проверувате и во маркетите датумите, како внимавате и што правите кога купувате при изборот на храната и дали сметате и дека треба секако да се размисли и добро да се провери пред да се купи производот со оглед на тоа што навистина здравјето и како е најскапоцено, иако понекогаш таквите производи се примамливи поради ниските цени. Оставам на вас, секако вие сте тие кои што се вели од прва рака, ќе откриете денес во Црвена линија, еве како се штитите и како сушност пазарувате кога станува збор за роковите, безбедноста и квалитетот на храната. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас! Поздрав на вас, се него. Добро, маркетиве големи имат са. Мислам, не може да најдеш таму што се проверува. Са по маливе локални може не дека се најде, ама тоа ретко е. Иначе више големи маркети сите имат, мислам, не може да... И проверувам, што и да взимам, дали прехранбено, дали што проверувам.
А дека по пазариве, не знам, некој пат имаше, нели, се најавува со јаки пестициди, дали пат лично, само околу зеленчукот. Сега тоа како ќе го провериме, не знаеме. Дали се имаше понапред, некој пат се најавуваше дека се имало, па деме кod Словенија вратени, па ги вратиле кај нас, не знам што. По медиумиве, по ваши медиуми се општо сите телевизии. Малку сега летно време по сендвичариве, мајонезот, тоа е работа што некои конзумираат тука како мало простор сендвичари се мали, например, да се некоја тврда град бајдемо помаливе, тука и више не зимам летно време, избегавам по ресторанти седнеш, него. Ајде, како го објаснувате падот на зачестените контроли, кои што некогаш биле од 3640 мостри доставени во Институтот за јавно здравје во 2014, сега само 357? Са здравје, они треба да проверуваат. Например, кај нас локална водовод имаме, треба, например, да дојдат скучено договорени, дојдат зимат мостри од пуно места, од населеното место, например. Што прави за вода премоли. Големо благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Драго ни е што дадовте одговор на нашите прашања и топло препорачуваме да продолжите да не гледате, бидејќи по вас практично и започнува оваа дискусија со вклучување на нови гледачи. Денес сте во улога на потрошувачи, она што сте и секојдневно, па еве околу безбедноста на храната, убаво што и гледачот предмалку укажа и на местата каде што се продава брза храна, особено каде што се продаваат хамбургери, се додава мајонеса, сето тоа е навистина сензитивно кога имаме денови со екстремно високи температури. Добар ден. Добар ден. Повелете, господине Роме, еве кај вас во руралната средина, како има ли контроли и како вие се штитите во однос на роковите и квалитетот на храната? Видите, само Господа не заштитите. Тоа е важно. Зашто овие во маркетине ги менвет овие. Сега пишите едно после друго. И во пазариштата. Значи во Струга, кој ќе поише имат пазаришта. И таму разни производи од сите држави. И од каде знаеме ние, лаборанти не сме, од каде знаеме ние која е храна убава, која не е. А сега во Македонија, најубавата земја и најплодна, ништо не се сади сега. Тоа беше во време на Југославија. А сега носят од други места и куди софрле тие. Некои отровите кои тие работи. И затоа не се здрави за организмот. Ниеден производ. И цените ги менват. Сега денеска гледаш една цена, утре друга. И така е сега. Дали вие купувате кога има, да речеме, високи температури и топлотни бранови на пазарите, каде што се продаваат јајца, млеко, сирење, еве? Јас некогаш купувам од домашните јајца. Дали треба да има повеќе контроли во однос на безбедноста на храната, особено кога е изложена несоодветно на високи температури? Да, јас пример јајца, што рече, ја купувам повеќе од овие што суват кокошки. Так, природни јајца. Благодарам многу за вклучувањето. Господине Роме, останете со нас, продолжуваме понатаму. Малку ќе ве префрлам онаму каде што секако можете да земете активно учество, а ако ви е така полесно, пишувајте коментари, споделувајте. Станува збор за социјалните медиуми, драги мои, и она што е доволно да го сторите е да го заследите нашиот профил на Facebook, тоа е профилот на Црвена линија, и секогаш паралелно заследете го и профилот на Телма телевизија, бидејќи Црвена линија за темите за кои што говориме со вас, секако ги објавуваме на Facebook и на двата профила. Пристигнати се и коментари, така да за кусо време ќе почнеме со нивно читање. Црвена линија прашува дали храната што ја купуваме секој ден е навистина безбедна. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Пријатно поплана и посекам. Благодарам многу. Што би кажал? Јас сега сум случајно и прв пат добив, иначе да се не сме. Драго ми е, верувам, не и последен пат. Исто и мене.
се надеваме здрави. Ке кажеме што се пред неколку денови, ке кажеме можете се ако сакате ке ги менувам и ланецот на маркете кој беше. Значи тоа е катастрофа. На паковката од кисело од јогурт, ќе нагласам битолски јогурт, пишува до 3.7. рок на употреба. Верували ли не? Значи истиот ден го отворам и ето на гостин беше и синот. И добро што син ми не се напи. Не конзумираш. Верували ли не? Пијав топла вода за да можам да го повратам. Значи расипано јајцето, косел, ако сте поменали таму, сигурно сте поменали како мириса, буквално јогуртот тако. И ајде се консултирам со овој, со оној, нема вика да тоа се тоа, вика тоа е капкава вода, вика сам си немаш нешто да го спиеш, мислам да тоа се пробие. Дали ме разбирате што се кажа? Газди и кога ќе го тужиш, кога ќе му се жалиш, кога ми суди и тоа. Еве дали реагиравте и го вративте производот во маркетот? Ма каде го вратам и фискалната ви кажа, што ќе ми направи, ќе речат за мене го. Така. Благодарам многу за тоа што пред се за прв пат се јавивте. Драго ни е, верувам не и последен пат, ке имате активно учество секогаш и во секоја прилика на Црвена линија. И секако останете со нас, бидејќи ве можеме да слушнеме. Драго ни е што споделувате искуства со Црвена линија, она на што сте сведоци како потрошувачи денес. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро, јас ќе подсетам дека зголемениот број на случаи на листериоза во Македонија во последните 6 месеци повторно го актуализира прашањето за безбедноста на храната што секојдневно ја конзумираме. Особено периодот и овие денови, како и оваа недела, изложени сме и на топлотен бран, а особено производи како што се млекото, мајонезот, сирењето, јогуртот, сите тие јајцата, рибата, месото, доколку не се чуваат соодветно при продажба и како може да бидат ризични, особено на високи температури, кога станува збор за здравјето на потрошувачите, односно на граѓаните. Па еве колку вие ги проверувате роковите, дали можеби и понатаму пазарувате, да речеме, купувате вакви лесно расипливи артикли на кои што се продаваат на отворено на зелените пазари и еве дали имате некакво искуство да споделите како што тоа го стори и гледачот пред малку. Добар ден. Добар ден. Добро, јас во продолжение секако ќе започнам со коментари. Денес секако треба да ве слушнеме како потрошувачи. Факт е дека исклучително е важна безбедноста на храната, а најскапо е здравјето на граѓаните. Па еве да слушнеме од вас што би се рекло од прва рака. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добив знак, но најверојатно... Добро, јас ќе преминам онаму каде што секако имаме одговори, ќе ве подсетам, не заборавајте да пишувате коментари, ќе ги читаме, ќе почнеме од сега, бидејќи и тоа е одговор и учество во Црвена линија. Ќе почнеме со коментарот на Тихи Дон. Се увезува секаква храна небезбедна за здравјето, полна со хемија, разни адитиви и пестициди. Фактот што се повеќе луѓето се разболуваат од тешки болести покажува колку е безбедна храната. Она можеби што дополнително загрижува е што имаме и драстично намалување на бројот на анализирани мостри. Па еве дали треба да повторно да се зголемат контролите и секако граѓаните да се чувствуваат безбедно. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме? Да, во Црвена линија сте, повелете. Убав ден и убав ден. Благодарам. И сега јас ќе ви кажам едно мое искуство, пошто повеќе пати имам искуства, еднашка во Сламина, сега ќе ви кажам во козио млеко на кораб Трница. Значи, нема, се е окей, мислам датата не е помината, го отварам унатре муфла. Значи, муфла. Јас не можам да сватам што е и како е. Сега маркетот не е крив, затоа што тоа е унатре. Сега они не можат да го видат, рокот не е поминат,
Меѓутоа, унатре да ви кажем, сега како да веруваш и на што да веруваш овако. Значи, треба многу овоа храна и ветерина, овој што е агенцијата, значи фона има, колку што знам, своја лабораторија и мора да има, затоа што треба нон-стоп да се испитуваат и да се взимат мостри. Значи не само да не збориме за пазарите, веќе е нормално, треба нон-стоп да се проваѓа и да се прави. За маркетите, ама еве ви кажем со непоминат рок. Значи, пошто имав еднашка сланина унутра, како сечеве, не знам таму што правеле, хартија некоја, не знам што беше оставено, пакована. И сега вие взимате све паковано и се што може да ви каже, например, вас маркетот едино, ако е поминат рокот, тоа е веќе друго. Меѓутоа, кај мене се случува со непоминат рок. И сега, значи, треба да се прави нон-стоп храна и ветерина, агенција за храна и ветерина, треба нон-стоп да прави и да прави анализи, да испитува. Затоа што се што поминува, се што доаѓа, се менјат етикети, се стават, се можете да направите во денешно време. Благодарам многу за споделеното. Секако да подсетам, не заборавајте, едно вклучување временски трае 90 секунди, така да автоматски тајмерот престанува, се исклучува, нели? Но тоа нека не ви биде пречка, секогаш сте добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број 023070005. Сега ве прашуваме како потрошувачи. Секој еден од нас постојано пазарува не само во маркетите, туку и на пазарите кои што наотворено неретко се продаваат артикли, храна која што како изложена на ризик, со оглед на тоа што еве сега навлегуваме во летото имаме сведоци сме на топлотни бранови, на екстремно високи температури. Храната од типот како што е јајцата, месото, мајонезот, сирењето, секако се брзо расипливи и може да бидат фатални по здравјето на потрошувачите. Од вас сакаме да слушнеме, еве дали сметате дека нема доволно контроли, како пазарувате и како еве вие успевате да се заштитите од тоа да не обезбедите во својот дом храна која што е со поминат рок, не е безбедна и пред се расипана. Тоа е она што денес навистина сакаме да слушнеме од вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Убаво кажавте преска таму ова во најавата за дека доаѓаат од странство претежно вратена роба. Значи вратена роба е тоа и кај завршава кај нас у банана држави претежно роба која не може да пројде некаде кај што се пософистицирани контролите, каде што лабораториите се ја вршат работата. Преска мислам дека го гледав на ваши телевизии некој таму го дава како инспектор и кажуваше дека претежно во државни лаборатории се правеле тие испитувања, ама више ние како држава и не сме некоја држава да имаме доверба во државата, нити па во државните институции и лаборатории. И приватниве такви какви што се, за да се заврши работата за себе, колку ќе наводите ќе бидат тачно меродавни дадени како нашето судство што функционира, наречеме, како што носат пресуди така од рука под ногајца, така и овдека се носат и доказни материјали за таа храна што се конзумира во држава. Тоа се проаѓа со помош на трикови, или со митологија, или па со закана уцена, ако го пуштиш муабетов, ќе го јадеш стапот. Така да многу не верувам во нашиве институции и лаборатории, нити изјавите што ги даваат меродавни лица. Поздрав. Благодарам секако за вашето вклучување и активно учествување во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате. Ве потсетувам, продолжете и да пишувате коментари. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија. Па видете вака. Веќе се кажа кои производи се подлежни на расипување. Што е млекото, месото, месните производи, јајцата, исто така производи од млеко. Така да тие во овие периоди
поготово, а и преку цела година се чувани во фрижидери за одржување. На фрижидерите за одржување обавезно има надворешен дигитален термометар, кој што ја покажува температурата внатре во комората, во фрижидерот. Тие дигитални термометри треба да си ги проверат самите газди на продавниците, а треба да тие се исто така и за инспекцијата. Евентуално, ако се најди пониска температура во фрижидерот за одржување шве, тогаш нормално по сите правила и прописи казнете газдата на дуќанот, на продавницата. Така да ми се чини дека многу ретко може да се погоди нешто така, да се прошверцува нешто така расипано или било што. Меѓутоа се случува. А и ние самите, кој ќе окупиме нештото, па ќе очуваме во фрижидерот, а фрижидерот Господ знае каков ни е. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Подсетувам, немавајте тајмерот е 90 секунди за едно вклучување. Можете повторно, секако и повторно да се вклучувате во Црвена линија. Ве охрабрувам и подсетувам и Facebook е местото каде што на нашиот профил на Црвена линија можете активно да земете учество, ако така ви е полесно, отколку да се вклучувате телефонски, пишувате коментари. А секако ќе ни биде драго оваа Црвена линија денес да бидете, се разбира, активни и во голем број, како и во секој едно издание, со цел еве како потрошувачи да ни откриете како всушност се грижите секогаш да имате пристап до безбедна и секако храна која што нема поминат рок. Но еве и од гледачите, односно од гледачот кој што се вклучи некаде на почетокот, слушнавме дека иако се проверуваат роковите, некогаш знаеме да бидеме непријатно изненадени од кога ќе го отвориме производот. Што е со контролите, зошто се намалени, сметате ли дека треба да бидат поголеми, особено во ваквите периоди, и особено онаму каде што лесно расиплива храна е изложена на отворено и на екстремно високи температури? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, во Црвена линија сте. Вака се. Ќе ви кажам дека храната да е безбедна, не е безбедна никако. Зошто ќе ви кажам? По маркети може би се прави контроли. Во пазарите, конкретно ќе ви кажам, се продава буквално на улица, на пепелта или на калта, од млеко, сирење, месо, риба, мазници, зелници, ама земјоделски производи, тоа обавезно. Кај е инспекцијата? Не дај Боже да стане некој труење, како што беше масовен пожар во Кочани, а масовно труење да стане. Кој ќе биде крив? И после не фаќе инспекција, не фаќе милиција, не фаќе полиција. Ево, одма ќе ви кажам, пазарот во Битола. Пуштете екипа, нека сними влезовите на пазарот. И ќе види што се продава на овие пеколни температури. Риба, месо, месени работи, млеко, сирење, ама се што е за да го труе цел народ. А нема ниеден, јас немам видено некој да направи инспекција. Благодарам за споделеното и поздрав до битолчани кои што еве не следат во овој момент. Драго ни е тоа и всушност целта на Црвена линија. Сакаме од вас како потрошувачи еве да ни откриете пред се вие како се грижите секогаш на трпезата да имате безбедна и секако не храна со поминат рок. Дали може би ниските цени понекогаш и како знаат да бидат примамливи и да ја донесат одлуката која што подоцна може секако да не чини скапо, а најскапо е здравието.
Така да и во особено вакви периоди кога се екстремно високи температури, секако постојат процедури и начини како да се одржува и чува храната, која што е исклучително лесно расиплива, а може да биде фатална по здравјето и како што спомена гледачот пред малку, не дај Боже и секако да имаме масовни труења кои што неретко се случуваат доколку нема контроли, инспекции, а нормално секој сака, нели, некогаш и профитот се става на прво место. Како дајте да слушнеме од вас како потрошувачи, како вие всушност пазарувате, дали еве во вакви периоди на високи температури пазарувате производи кои што се продаваат на отворено на пазарите или еве и во маркетите, како што рече гледачот, неретко се случува, иако е обележан рокот дека е се во ред, сепак производот да содржината на производот да каже нешто друго. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, во црвена линија сте. Прво дека купуваме неквалитетна храна, тоа е факт. Ние сакале некеле со нашите мали примања, пензии, мали плати, малешки, сакале или некеле мора да купуваме она што е поевтино, а колку е квалитетно тоа, Господ да не чува само. Еве ќе ви кажам еден прост пример, значи завршува денеска артикул, рок на трајање му е поставен денеска, врзува два исти производа, два за едно, а само тој ден кога ќе го искористи купувачот тој производ, ако му е последниот ден тој. Ми се шини треба нашите трговци веќе кога некој производ и му изминува рокот, барем 10 дена порано да се тргна настана, да се означи дека се со при крај на употребливата вредност, да можеш секој сиромавија да купи поевтино и производот и продавачот да не го фрли и купувачот нешто да купи што се вика од поквалитетно, макар да што е близко на изминатиот рок. Така да ние секогаш сме излажани, секогаш некој значи посегнува по нашето здравје. Не да не нахрани, не да ни помогне, но значи сите во трговијата посегнуваат по нашето здравје. И ми се чини дека да нема милост за оној кој што го злоупотребува за да продава храна со изминат рок, храна која е пред истекувањето на значи помалку од 10 дена и ако сакат да се заедно. Благодарам многу за одговорите и споделеното со гледачите на црвена линија. Внимавајте на времето, тајмерот го објавуваме на екранот, се со цел нели да имате увид колку секунди одменуваат. Но ќе повторам, слободно завртете повторно. Како купувате, еве како се заштитувате и дали доволно еве и ги проверуваме роковите, што е она што како потрошувачи забележувате при пазарувањето во однос на квалитетот, безбедноста и рокот на производите и артиклите кои што ги купуваме. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Ги слушав сите гледачи кои до сега кажува. Заклучокот е дека сите се жалат и нема контрола. Расипани, поминат рок, мувли и така натаму. Да не се повторуваме. Нема контрола на храната. Кога тоа ќе го сватиме, нема да одиме да купуваме во маркетите. Прашањето, како јас лично и моето семејство се заштитуваме, нели, поготово во овие летни периоди. Па едноставно не јадам тоа што знам дека ќе можам од него да добијам листериоза, салмонела и така натаму. Не купувам во сендвичара сендвичи. Набавувам исклучиво на пазар и тоа од домашни производители. Значи не купувам ниту млеко, ниту јајца, ништо. Значи си купувам од проверени домашни производители кои носат и по порачка, носат и до врата
Па ние кога бевме мали, јас сум од повозрастните, ни носеа на врата млеко, се сеќавам, тенџерето мајка ми ќе го оставеше и ќе дојдеше со точак и ќе го истуреше млекото. Значи, не купувајте храна од маркетите, туку директно од производителите. Благодарам за одговорите, благодарам секако и за вклучувањето во црвена линија. Останете со нас, продолжуваме понатаму. Сакаме, еве, секој ден од вас, верувам ќе ве има и онакви кои што за прв пат ќе посакате да се вклучите во контактна емисија како црвена линија. Токму денес како потрошувачи сакаме да слушнеме како вие пазарувате, односно колку внимавате на рокот, на тоа колку е безбедна храната, дали се изложувате понекогаш и на ризик, нели во однос на примамливата цена, која што неретко знае да биде ниска, да не измами на некој начин, да е достапна, но да платиме многу поскапо со здравието. Се она што еве во однос на безбедноста на храната, но и фактот дека според еве информацијата која што дополнително загрижува е дека имаме и драстично намалување на бројот на анализирани мостри. Ако во 2014 година биле доставени 3640 мостри од контроли, сега само 357 се регистрирани во 2023 година, например. Тоа е драстичен пат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до водителката, до Тина. Благодарам многу. Прекрасна емисија водите, многу сакам да ве слушам и ве поздравувам многу од Битола и битолчани. Благодарам многу. Поздравите ги возвраќаме. Сакам да ви кажам нешто во врска со темата. Храната толку е небезбедна, поготово кај нас. Гледам во една месарница, например, или во фурниве. Тоа е ужас. Кога мелеа месото и идат го земат луѓето и го носат по трафиките, прат сендвичи. Па од она месо, ако касни човек гледа се отруе, и му викам, шумелите вака, вели ова е за во трафиките, за во овие, кај што прат сендвичи. И јас се фатив закоса, излегов, верувајте, на овие мои години, сум жена во години, толку да ми се лоши, да ми се повреќа, и викам, па ова го јадат и деца. Како ова, шо мелите вака, што има во него? То такви едни меса мелеја, толку мене ми се слуши. Па во фурните да не зборуваме. Една кифла зедов со некој сирење беше. То така тешко да вириса. Готово ќе се фати за стомак и нема поќе живот. Јас никогаш поќе ништо не купувам. Јас, например, сама дома нешто ако си изготвам и го измијам. Инаку ништо од продавници и од маркети. Од пазарот ќе земам, ќе го измијам и ќе го сготвам. Никако, многу храната е небезбедна. Се плашам, било шо, кашкавалот, не иди возиш да касиш, оно не е кашкавал, сапун. Јас дека живеем во бивша Југославија, ова не беше. Многу ме поздравувам од Битола. Се најдобро ви посакувам. Благодарам неизмерно и за учеството, за споделеното и секако поздрав и до сите оние кои што ја следат црвена линија во моментот во Битола. Продолжуваме со вас секако понатаму, ќе ве префрлам и на Facebook, време е да прочитаме коментар, продолжете да пишувате, па еве ќе продолжиме со коментарот на Драгана Костовска, еве што напиша. Господја Драгана напиша, лично до сега не сум се соочила со купен продукт во маркет со поминат рок или оштетена амбалажа на продукт. Кога пазарам обавезно проверувам рок, посебно на оние производи кои се на акција, со цена драстично намалена од вообичаената. Те имаат краток рок. А за храна, фаст фуд, зимам само од неколку сендвичари кои ми се сигурни и досега не сум чула да има поплака од нив или да биле затворени од инспекција. Благодарам многу, Драгана, за коментарот и за активното учество во оваа црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Благодарам. Па, ова тема е многу актуелна и има многу што да се дискутира. И не може да заземеме на страна на купувајте вика од пазар.
оставете го млекото вие на пазар или од сигурни муштери, да речем, продавачи. Па секој нема достапен, не може да биде, да имаме пристап до директни производители, да речеме конкретно за млеко или за јајца. Ако може, ја живеам овде, а фарма има Господ знае каде, како ќе купувам од директни. И сега ќе одам ќе купувам јајца и млеко од тезга, од зелен пазар, купувајте од пазари. Што има таму фрижидери, па таа храна е безбедна. А ова во маркетите, кај што плаќаат индустријска струја и кај што фрижидерите работат 24/7, не е безбедна. Значи, не викам дека нема да биде безбедна. Може да биде. Зависи кога била ставена во ладилникот, зависи од транспортот, зависи од многу работи. Не може се да ставиме во еден кош. Во маркетите не е безбедна, на пазар е безбедна. Малку Морген. Значи, или од познати, ама Сабајле во 7 бидеш или во 6 на пазар. Иди сега во 12 пат купи од пазар, па да видиме колку е безбедна. На 40 степени. Или земи ја храната било од маркет, било од пазар, стави ја во кола, колата паркира на сонце, па кога ти идеш дома храната е расипана, криви е продавач од маркетот или пазарот. Па сите треба да водиме ред, нормално инспекција. Меѓутоа не може да се постигне сегде. Благодарам за учеството и секако за одговорите во црвена линија. Продолжуваме со вас и ве дали ви се чини пред се дека храната што ја купуваме секој ден е навистина безбедна. Особено голем предизвик е да се одржи квалитетот и свежината, особено на артикли како што се јајцата, млекото, сирењето, мајонезот, кој што и месото и рибата, морските плодови, да речеме, кои што се исклучително ризични и опасни, доколку се чуваат и продаваат несоодветно и потоа се конзумираат. Ајде да видиме еве вие какви мерки превземате како потрошувачи за да се заштитите и дали сметате дека храната е безбедна, особено кога имаме вака денови со топлотни бранови и високи температури. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака. Значи, прво како што кажуваме за безбедни храни, за дуќани, за пазари, за се. По пазарите ај што има муви, има тоа се е затворено се, тоа не е ништо безбедно. Како друго, инспекциите никогаш не е дошле на пазар да дојдат не само за храната. Значи на пазар, јас 20 години држав маркет и знам како е, одеа по магазините, се што е со поминат рок собираат одредени луѓе, да не ги наименувам, на тезга и вика, брат, ако не сте, да не именувам, вашите, каурите, вика, со торби товараат салами внатре со поминат рок. Вика, од што се живи, ја не знам. Кај мене ми иде удуќенот, вика, колку ти е ваа салама? 80-90 денара. На пазар по 40 ја купив. Дебе многу сакаш 100% си стел. А онија зима 20 денара од магазинот за да не ја фрла. И ја продава, ја зимаат, ги преправаат, датоми ги преправаат, се на тезга, сонце грее. Немаат проблем. Торби се полнат. Значи, торби се полнат со салами. Или за било која што е сендвичара. Па отидете зад сендвичарата, видете ги жолтите туби со палмина маст. Што сака нека стави кој ќе напре со палмина маст, тука нема од тоа ништо. И порано кога биле се зимало месо, порано јас сум од Велес. Значи порано од Велес сите кафани зима ќе отиди свиња од село е пазари, ја зима ја коли, прави, ја мели и прави плескавици. А сега тоа не се плескавици кебапчиња, тоа се е отров. Големо благодарам за јавувањето и секако за споделеното во црвена линија. До сега имавме многу гледачи, многу потрошувачи, луѓе кои што навистина еве со нас споделија на што се сведоци како потрошувачи кога станува збор за безбедната храна. Како и да е, секако сега е веќе и време да ви ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Па еве, оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, заследете не уште во овој момент, ке имаме нов предизвик, нова анкета во која што особено сте добре дојдени сите активно да учествувате. Оние кои што активно учествуваа на денешната, а прашањето беше дали го проверувате рокот на трајање при купување храна, резултатите се следни. Со да одговорија 91%, со не одговорија 9%. Одиме малку со реклами, а потоа сме заедно повторно во студио.
Почитувани, тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секогаш кога сакате да бидете брзо, квалитетно и целосно информирани, кликајте и telma.com.mk. Бидете безбедни и секако ви посакуваме секогаш да внимавате на своето здравје и особено да внимавате во овие денови на високи температури и топлотни бранови при изборот и конзумирањето на храната. Топло и препорачуваме да останете со Телма, бидејќи она што следува е да се кажеме со Горан Петриски.